За дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Знаете, дипломатите и новинарите всушност во основата имаат иста задача да известуваат, да јавуваат. Со тоа што едните ги јавуваат оние јавни извори, додека другите дипломатите, ако може некој прикриен, да не речам таен или затворен извор, уште поубаво. И во целата таа ситуација новинарите се во една понезавидна позиција, затоа што чим се појави веста, тие морат веднаш да реагираат, да пратат информација, а знаете, многу често се случува да на почетокот на некој настан или така некој случај, да ги имате сите информации за да дојдете до некој по-конкретен и по-дефинитивен заклучок и лесно може да се залетате, да наседнете и да одите во етерот, односно да ги известите вашите предпоставени и медиумот со нешто што не е баш прецизно, не е точно. За разлика од нив, дипломатите можат најчесто да ги преспијат на станите и да утредента, односно преки ноќта соберат уште проверат, имат можност да проверат, да соберат додатни елементи и утредента да настапат со некоја поголема сигурност. И уште нешто во компарацијата на овие две служби, важни, нели така, за секој општество, е фактот што и за едните и за другите важи правилото. Што полошо, то поарно. Знаете, кој ќе е све во ред, кој ќе нема проблеми, те нема зашто да пишуваат, нема зашто да известуваат. А напротив, кој ќе има некој скандал, кој ќе има некој проблем, криза, не дај Боже како нашава, тие се во свој елемент. Може да бираат теми, може да бираат настани, соговорници и цело време да бидат актуелни. И во таа насока ќе ви изнесам едно своје искуство, некаде во 70-те години имав прилика во тогашното Министерство за вътрешни работи на Федерацијата да ми нудеа убава позиција, повисока позиција во Панама и ми рекоа дека ќе бидам најмалку година и пол вршител на работа, значи ВД амбасадор, а после тоа, значи, ќе дојде амбасадор, ќе бидам втор човек на амбасадата. И јас знаев од она што го видов и што го чув, дека Југославија, која беше така една силна земја на меѓународен план, имаше резиденција на едно брдо со базен, со парк огромен и знаете ќе дојдете тогаш, јас бев тогаш релативно млад човек, во 40-те години, ќе дојдете таму, имате кола с автомобил со знаменци на државата, а видите, да се возите со еден таков автомобил во една таква ситуација, не е баш лесна работа, мислам, не е баш нешто едноставно што така лесно се одбива. И јас на запревастување некои тамошни колеги во Министерството реков, знаете, јас сум се уште млад човек, треба да учам, а не да користам некои придобивки од дипломатијата, а тогаш во Панама немаше ништо актуелно. Панамскиот канал како случај беше решен, беше национализиран, беше во рацете на Панама и тие разни судири, спорови околу самиот овој Панамски канал беа надминати. Де факто таму одиш во некаква полупензија, тој го рекол во Министерството и место тоа отидо место советник, значи во Панама и вршител на работите најмалку година дена, испадне после тоа дека 20 месеци немаше амбасадор, значи скоро 2 години. Отидов како прв секретар, значи едно сериозно ниво пониско на Куба, каде имаше едно чудо настани во тој период, значи тоа е 70-тите, крајот на 70-те години, таму беше 6-та конференција на Верзаните, тоа беше последен голем меѓународен настан на председателот Тито. Куба беше еден спецификум невиден, кој беше неврзана земја и активна меѓу неврзаните, беше блиска со Русија, а влијателна во Латинска Америка, значи конфронтирана со Соединените американски држави. Таа конфронтација траеше 56 години, минатата година Обама направи еден исчекор према Куба кој се уште не е доволно финализиран. Значи отидов во Куба со цел да учам, затоа што таму имаше настани што она што го малку рековме дека за дипломатите и новинарите што полошо, тоа поарно. Секој случај важно е да има настани, да нешто се движи, зашто инаку нема што да пишувате, нема што да работите, нема што да истражувате, како што например било во Панама. И затоа, значи, да придеме се и на денешната тема, во случајот со Македонија, дипломатите и новинарите, и домашните и странските се привилегирани, зашто настани, афери,
конфронтации и слично, колку сакате. Ние веќе најавивме дека денешна главна тема ќе ни бидат најновите изјави кои доаѓаат од Грција. Тоа беше председателот на државата кој се изјасни многу јасно, Павлопулос, дека тие ги побаруваат реликвиите кои бугарите ги одземале, велат ги украле од црквата Свети Богородица Косиница во селото Доксат. Не сум сигурен, никаде не видов како тоа село се викало порано, кој му е македонскиот топоним на ова село, меѓутоа, велам, нашите новинари често пати не практикуваат да ги користат тие стари македонски имени кои се нелегално променети во Грција, а тоа е село кое се наоѓа во близината на Драма. Ова дава индикации, покажува дека има нови моменти во односите меѓу Бугарија и Грција и дека не е ова наивно и дека е нешто ново. На истата свеченост во ова село, во близината на Драма, настапил и координаторот на владата, значи еден човек кој има ниво на заменик министар, кој исто така побарал да Грција, односно Бугарија, ги врати овие реликвии на Грција. Истиот проблем беше покренат претходно од Вартоломеј, патриархот Вселенски, кој живее и работи во Истанбул и кој е грк, нели така, нормално, и кој е, да нагласиме, се уште одговорен, значи, под негова диацеза, како што се вели во речникот верски, значи, тоа значи под управа, под контрола негова, се сите епархии на Грчката православна фактички црква, кои се во делот на регионот Македонија. Тоа е уште една потврда дека Македонија, нели така, е под грчка власт, меѓутоа тоа не е нешто што било одамна, напротив, за прв пат во историјата Грција стапна на регионот Македонија по Втората Балканска војна, нели така, во 1913 година, што беше потврдено со Букурешкиот мир и после тоа Версајскиот мировен договор. Значи, тоа останало како една последица, ако сакате, еден доказ дека тоа не е некој автохтон дел на самата Грција. Она значи никаков идентизам, не значи никаква аспирација, меѓутоа е факт кој зборува дека тоа не било долго време така, не било трајно така. И уште еден само податок во овој прв дел на денешна емисија. Долго време по Втората Балканска војна, овој дел од Грција, сегашна денешна така, кој е резултат на поствоените распореди на Втората Балканска војна, ги наречува нови територии, ги нарекува, значи нешто што не било до скоро дел од редовната, реалната грчка територија. Ова е за почеток, по кратка пауза, одиме во вториот дел од наша денешна емисија. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, зборуваме за најновото барање од грчка страна за враќање на реликвии од Бугарија, што дава едно ново светло на односите меѓу овие две соседни држави и можеме да го карактеризираме како еден нов фитилј, ако сакате, на нова искра во односите меѓу овие две земји. Ние не сакаме спорови и недоразбирање со никој, нити меѓу нашата земја и другите земји, исто така не меѓу другите земји, особено нашето соседство, бидејќи тие на еден и друг начин се рефлектираат на целиот регион. Меѓутоа, помалце беше и чудно што грчко-бугарските односи минуваа низ релативно многу позитивна етапа, во многу беше, значи, период на една блиска соработка, на не изјавување, на толеранција, ако сакате, не покренување на прашања кои се чувствителни меѓу двете земји. И овој прв пат, значи, во еден долг период, да се појавува едно
такво официјално грчко барање, то на највисоко ниво, што покажува дека има некакви моменти во нивните меѓусебни односи. Ние знаеме дека во еден период на војните, нели така, Бугарија имаше навлезено во територијата на денешна Грција, во делот на Македонија, имаше излезено на Егејското море, меѓутоа со договорите кои следеа, тоа беше променето, Грција доби, мислам, силна поддршка и Бугарија, кој во двете светски војни беше, нели така, на страна на фашизмот, таа беше и казнета на некој случај со земење тие територии, така да целокупниот регион, односно 51% од регионот Македонија, најголемиот дел остана во Грција. И сега, значи, до сега немаше никакви препукувања меѓу нив, една максимална толеранција владееше. Јас мислам дека тоа беше резултат пред се на заедничкиот интерес на, значи, да се напаѓа нашата држава. Грција беше водач на тоа, Грција формално го покрена проблемот на нашето име, ни направи едно чудо, штети и тешки последици со суспензијата на нашето уставно историско име во Обединетите нации за меѓународна поширока меѓународна потреба, не блокираше границата и тоа некако, знаете, некаков еден негативен заеднички интерес меѓу Софија и Атина, некое премолчено сојузништво, ако сакате, водеше во насока на концентрацијата на нивните напори против нашата земја. Ова дава некакво ново светло, тешко да се каже како ќе се одвива таа нова ситуација. Во меѓувреме Софија одлучно ги одби сите тие барања грчки, рече дека тоа со договор меѓусебен кој е потпишан, не знам која точно година, расчистиле дека нема никакви меѓусебни побарувања, значи дека и со други зборови дека и Софија има побарувања према Атина, меѓутоа тие тоа го расчистиле и дека се за нив чисто. Ова, значи, еден нов момент кој индицира дека понатаму ќе се може да се развива таа ситуација, бидејќи реков доаѓа од највисоко ниво, председател на државата, иако во Грција главна личност е слично кај нас премиерот, меѓутоа председател на државата не е било кој. И поготово што во неговото барање за враќањето на гласом на украдените реликви од оваа црква, Света Богородица Косиница од селото Доксат во близината на Драма, е поддржано, афирмирано и од представник на владата, кој е координатор. Тоа е една личност која, иако има ниво на заменик министер, знаете, тие што се координатори на владата се де факто многу често поважни од самите министри. Тоа ќе видиме, треба да се следи тој нов момент. Имаше до сега индикатори дека полека Грција ќе се повлекува од таа своја водечка улога на блокирање на Македонија и дека Софија све повеќе ќе се појавува во истата функција, бидејќи ние сме го рекле, тоа и да го повториме уште еднаш, во целина, во основата, во фундаментот, позицијата на Софија према Македонија е полоша отколку грчката. На Грција и пречи фактот што сме ние македонци, ради брендот Македонија и македонци, ради античката историја, нели така, да сите тие, да речам, димензии кои ги носи овој бренд и овој поим. Меѓутоа тие не оспорува дека сме ние друг народ, дека имаме друг јазик, само прашањето нивно е да се тие прекрстат, да ние, значи државата се викаше Македонија, како што се вика, нели така, а да во неја живеева келти или византијци или кој сакате други, немаше да има никаков проблем. Никој немаше да го постави прашањето на државата, бидејќи народот смета, а не името на државата. Меѓутоа во Бугарија вие знаете дека ние сме за нив неосвестени бугари и дека целта нивна е да еден ден ова Македонија ја приклучат кон сопствената територија, да се освестиме ние, нели, како бугари и да на некој начин го заокружат тие нивни синдроми кои долго трајат 150 години, кога во две светски војни беа на погрешната страна и од историјата, ако сакате, само со единствена цел да добијат Македонија. Сега и тоа може да биде доведено во прашање, бидејќи ова ќе води во одреден, да речем,
поинаков односи на самата Софија, која оштро реагираше на овие грчки аспирации и амбиции, и дека во нивните меѓусебни односи може се очекуваат нови елементи, нови моменти, кои можат да директно влијаат и на нашата позиција, и на нашите аспирации, бидејќи, велам, во суштината, во фундаментот на тоа, повторно е дел од Македонија, која е сега под Грција, а тука, нели така, чувствата и афинитетите и амбициите и сета, мислам, политичка спремност и расположение на еден и друг начин може да бидат допрени и да игра своја улога. Емоциите, вие знаете сите, дека се на Балканот многу силни, ние сите често пати настапуваме емоционално, што е некогаш дури спротивно на рационалното, тие емоции некогаш ги надминуваат и дури собствените интереси, али тоа е еден факт. Една, да речем, наша карактеристика со која живееме и која не може да се негира. Знаете, емотивноста е нешто најсвето во животот, нешто најубаво, али е факт и дека таа преголема емотивност може да биде контрапродуктивна и се сеќавам во ранешна Југославија, таа словенска емотивност беше карактеристична на сите републики и многу често кога бевме во финалиња разни во спортовите или кога бевме пред во оние моменти кога се постигнува светски рекорд или се постигнува висока титула светска, ние тука подценувавме затоа што емотивноста беше понагласена од прагматичноста, а другите северњаците кои е прагмата појака, тоа доаѓаше до израз и овие што има поголеми сентименти, поголема емотивност, на крај губе. Тоа важи и за Русија, тоа важи и за другите словенски народи, али велам, тоа е карактеристика која некогаш може да е позитивна да биде, али некогаш може да биде негативна. Со го затвораме ова прашање околу грчко-бугарските односи и по кратка пауза ќе на тема ќе ни биде следната посета на комесарот Хан, која ќе предизвикува сериозно внимание во нашата држава. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, зборувавме досега за новите моменти во грчко-бугарските односи и барањето на Атина за враќање на одредени црковни реликвии кои се земени од црква во Гејскиот дел на Македонија, што покажува дека и меѓу овие две земји кои досега на површината има многу блиски односи, се случуваат некои настани кои може да доведат до сериозни промени. Меѓутоа, ние сега продолжиме со најавената посета на комесарот Хан на Македонија, која веќе побуди еден поширок интерес во земјава, со право, мислам, бидејќи вие сите знаете дека Брисел, не сам него заедно со Вашингтон, е режисерот на нашава криза, дека голем дел од овие настани со кои живееме веќе 2 години се така под нивна директна контрола. Начелно зборувајќи, можеме да констатираме дека Хан не доаѓа случајно, дека неговата посета е повеќе слојна, дека добар дел од тие, да речам, атрактивности или активности исто така кои ќе бидат на маса за време на неговата посета, можеме да ги предпоставиме. Мислам дека првата негова цел е да направи се, изборите се одржат на 11 декември. Мислам дека не смееме и не треба да имаме никакви дилеми, дека е нагласен интерес и на Вашингтон и на Брисел на 11 октомври дефинитивно по 2 неуспешни обиди, или така трета среќа, изборите се одржат. Ако не се одржат, а мислам дека ќе биде неизвестно до самите избори, ќе биде драматично сите овие денови кои се пред нас. Ако не се одржат изборите, тоа ќе биде голем резил, голем срам и за Вашингтон и за Брисел, а тие не така како едни прагматични центри ќе направат се, односно ќе се обидат да избегнат повторување на 5. април и 21. кој беше 24. јуни, бидејќи велам, тоа моментално не е нивни интерес. Значи,
Тоа е неговата прва задача. И тука нема да му биде лесно, бидејќи мислам дека веќе имаме најави од дадени политички сили во земјата, дека изборите може да доведат во прашање, имаме меѓусебни обвинувања дека едните и другите не се за тоа, дека сака да ги одложат. Велам, ние сите сме сведоци на тоа и со тоа живееме. Али, велам, нема никакви дилеми дека интересот и на Вашингтон и на Брисел е изборите се одржат. Мислам дека можеме исто така да констатираме дека изборите, каков и да биде резултатот, нема да решат кризата, али во секој случај ќе бидат еден сериозен исчекор во правец на излегување на оваа наша држава од ќорсокакот во кај е предолго држена и ќе отворат перспективи да некои работи се надградуваат и да со Божја помош, јас не сум баш религиозен човек, али во нашиве состојби и Господ ни е потребен, зашто стави меѓу себе ќе се изедеме и не сме баш оние, да речем, фактори кои безкомпромисно водат во надминување на некои меѓусебни спротивности, меѓусебни недоразбирања и слично. Втората задача на Хан при за недела дена од денеска посета ќе биде да во некаква инспекцијска, ако сакате, функција. Тој доаѓа со прецизно стапот во рака, он не доаѓа во Македонија за да ни одаде признание и да каже браво, него напротив доаѓа да реализира нивни интереси и да некои наши колебања или, да речем, недоразбирање и слично бидат надминати често пати на еден некоректен начин, незаконски може би во некои состојби, како што имаме случај во минатото. Значи, да она што е интерес на Брисел се наметне. Мислам дека тука главна тема ќе биде специјалното јавно обвинителство. Знаете дека тоа е нивна креација. Тие сакаат преку него да ги постигнат своите основни политички цели и дека во таа насока ќе инсистира да сите барања кои доаѓаат од ова институција, која може да биде легална и нелегална, сега не е битно во крајниот момент, важно таа постои, функционира и го прави тоа што го прави, значи да го добие се што го сака, а, велам, кај нас тие отпори ќе бидат сериозни, бидејќи имавме договори и во 2001 година, имаме договори сега кои се нарекуваат пржински договори, иако тие договори нешто не предвидуваат, ми се чини дека политички партии, надлежните политички партии кои, за жал, ја изместија центарот од државата на еден приватен форум на поглавици и слично, не смеа да попуштат и да даваат нови концесии, односно отвараат нови дилеми, односно нови проблеми во однос на едината нова држава. Јас сум го рекол и ќе повторам, апсолутно сум да постои специјално јавно обвинителство. Ако треба, нека има и специјален суд, иако во дадени услови тоа не сме никога се дозволи, за во борба против корупцијата и криминалот, кои се присутни во оваа држава. Нема држава во светот кај што нема криминал, али наше да се бориме против нашиот криминал. Меѓутоа, ова јавно обвинителство специјално како што е, води пред се политика и како такво е неприфатливо. По кратка пауза продолжуваме со истата оваа тема. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, зборуваме за најавената посета на комесарот Хан, а само да спомнеме дека заради нашата нова глупост, најнова глупост, да не може да се емитува македонска музика, денес ќе ги слушаме Шопен и Бетовен. Тие се вечни, нивната музика е нешто трајно, меѓутоа да бидам искрен, јас ја сакам лично многу класичната музика, ама повеќе уживам во нашата македонска музика, во нашите овои песми, кои за жал некои сили во земјава ги забрануваат, што нема оправдување, покажува дека не бива за некои работи и велам, јас го чувствувам тоа како национален срам. Значи, да се вратиме на посетата на Хан, тој доаѓа повеќе со стапот во раце, иако Македонија никогаш од тој нивни морков ништо не добила или добила многу малце, али, велам, ова е, значи, во секој случај, стап во рацете на Хан, али
да не бидеме така негативци и да не бидеме до крај песимисти. Фактот што ќе инсистира на држување на изборите е позитивен, тоа нема да доведе до крај на кризата, али ќе биде еден сериозен исчекор и да му посакаме успех да она главна и основна цел да изборите бидат на 11 декември, да му биде во таа насока мисијата успешна. Меѓутоа, притисокот ќе биде сериозен, ќе се барат повторно непринципиелни остапки, колку многу често до сега, перманентно до сега. Нивните двојни стандарди повторно ќе дојдат до израз, а да повториме и сега дека двојните стандарди кои перманентно се на дневен ред или во рацете, ако сакате, на Вашингтон и Брисел, се рамни на тероризмот, бидејќи тие исто така значат непочитување на меѓународниот правен поредок, непочитување на принципите, процедурите, законите и слично, значи нелегални се. И тоа во конкретниот случај ќе продолжи на однос на Македонија и тоа е нешто неизбежно. Меѓутоа, наше да се спротивставуваме на тие обиди и да се обидуваме да го постигнеме максимумот. Наш најголем хендикеп во таа насока и во целата, мислам, наша меѓународна позиција е фактот што сме меѓу себе длабоко поделени, што немаме никаков национален консензус за ништо стратегиско и фундаментално за оваа држава. Немаме ни минимална согласност, разбирате, и затоа произлегува како да нам ништо не ни е свето и дека се што ќе посака другите може да се направи. И затоа, за жал, тие успеваат, бидејќи како она стара, оние наши стари мудрости, кога двајца се караат, третиот користи, или она незаборавна приказна за таткото и седумте прачки. Ако 7 синови, 7 деца се разединети и распокарани, секој ќе ги скрши, а ако се во едно снопче обединети со бакар исти ставови и консензус, она што е клучно за семејството, за улицата, ако сакате, за градот, за државата, никој не може да ги скрши. За жал, тоа кај нас не е случај и мислам лично и длабоко сум убеден дека една од причините што се обидуваат и да не прекрстат, една од причините што се обидуваат да не разнебитат некако македонци, да не избришат како македонски народ од меѓународната листа на признати народи, е токму фактот што сме раскарани, че ако денеска едните се на власт со една политика тотално конфронтирани со другите, зборувам и мислам пред се на македонскиот политички блок, и ако утре дојдат другите, значи политиката која до вчера се водеше, веќе не важи. Така да нема гаранција за некој континуитет. И како меѓународниот фактор, така наречен, кој некој со право вела, што значи тоа меѓународен фактор, во конкретниот случај за мене кој се каже меѓународен фактор, јас мислам на Брисел и на Вашингтон. Тие се тие главните што судат и нели така мешетарат во регионот. Не го поценувам Берлин и влијанието на Германија, ниту Париз, ниту Лондон, меѓутоа факт е дека Вашингтон, Брисел и Брисел де факто е на линија ги спредува нешто го сака Вашингтон, се носители на таа политика и тој меѓународен фактор. Велам, ние мораме, иако се избори, нели така, конфронтацијата меѓу партиите е длабока како и секојаш, ние мораме да бидеме свесни дека доека не постигнеме минимален заеднички консензус околу оние клучни, фундаментални, стратегиски интереси на државата, нема ќе се вртиме во некој магиосен круг и никаде нема да стигнеме. Затоа нека бидева еден повод, еден апел до партиите, по изборите, ако претходно сигурно не тоа можно, да секој се замисли за едината на оваа држава, затоа што нашите деца треба да живеат тука и да се обиде да своите лични, партиски и некои други тесни интереси ги издигне на интересите на целината и тоа да биде нешто за што нема да се дискутира, него ќе биде заедничка облигација, односно врска на сите. За дипломатијата со Никовски. Намерата беше, почитувани слушатели, денеска се осврнеме малце пошироко и на посетата на рускиот епископ Тихон, која има своја тежина, меѓутоа помалку времето не прегази. Мислам, таа посета е важна, бидејќи нашата црква, сите знаеме, се сочува со една изолација, слично ко
нашето име, што државата ја води во едни немирни и непријатни води, меѓутоа за жал времето денеска истече, сакаме да се осврнеме и на мерите, најавите на ЕУ дека ќе поведе такса за влез во Унијата и слично, меѓутоа тоа ќе оставиме за некоја од следните емисии, најверојатно за следниот петок. Да завршиме полека со апелот до сите вас да купувате македонски производи, тоа да знаете дневна задача на секој од нас, бидејќи на крајот од денот е важно каде ќе од нашите пари, дали ќе се вратат и влеат во нашата индустрија, во нашето производство, во нашите услужни дејности или ќе од во странство. Ние тоа не го размислуваме. Гледајте ги нашите сограѓани како се однесуваат во самопослугите, земаат од она што е најистакнато, а нашите трговци се лесно, нека ми простат на израз, али еден добар дел нив, лесно подкупливи, за ситни пари ги истакнуваат странските производи, а нашите ги ставаат во некои незабележителни места или на 5 странски производи ќе стават еден наш и слично, али велам, ние секој од нас треба да ја шириме таа навика, ако сакате, да купуваме македонски производи, бидејќи од тоа зависи и нашата иднина и иднината на нашите деца. И во рубриката на умност или на мисли кои остават подлабоки траги, денес ќе цитираме англиската поетеса Мери Ен Еванс, која живеела до 1819 до 1880 година, меѓутоа која пишувала под машки псевдоним Джордж Елиот. И таа рекла: никогаш не е доцна да бидеш тоа што си можел да бидеш. Виде, тоа е една порака дека најлесно е човек да се откаже, најлесно е човек да биде дефетист, најлесно е човек да каже тоа не е достижно, не може да го направам. Кој се обидел, постигнал. Кој тргнал, стигнал. Кој, нели така, започнал нешто, ќе го заврши. И тоа е факт. А најстрашно е што го велиме ние турниме да кинисам. Ако чекате некој да ве турне да кинисате, никаде нема да стигнете. Затоа, почитувани слушатели, да бидеме свесни дека многу во животот зависи од нас самите, дека од нашата спремност и подготвеност многу често и за ризик, знаете, ништо во животот не е едноставно и се е многу лесно ако сте уверени, ако верувате во нешто и ако сте убедени дека може да го постигнете. Јас имам пример, еден пријател кој играше на времето со тенисер, многу појак од него. Беше убеден дека е појак, рече ќе го победам. Треба да го победиш и те поддржувам, а бех убеден дека ќе изгуби. Тој победи. Затоа што ја посакуваше победата, се залагаше, да речам, не му импонираше квалитетот на противникот и победи. Велам, може беше 2 пати поарен тој тенисер од мојов пријател, али на мојот пријател победи. Затоа слушајте ова поетеса која вели: никогаш не е доцна да бидеш тоа што си можел да бидеш. Ево тоа беше за денеска, почитувани слушатели. Се слушаме следниот петок, а ви понатака останете на оваа бранова должина. Трговско радиодифусно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 7 октомври 2016 година. За дипломатијата со Никовски.